за случувањата, развојот и интересите на локалната самоуправа во општина Илинден, но и за еден настан кој што ќе го најавиме, а ќе се случува во наредните денови. Разговарам со моите гости во студиото. Добар ден и добре дојде за господинот Тихомир Игњатовски, секретар на општина Илинден, и добар ден за Фимка Шопова-Темова, организатор на Експо Илинден, настанот кој што ќе го најавиме. Како сте? Благодарам, добро. Одлично. Мораме за влез да кажеме дека општина Илинден спаѓа во Скопскиот плански регион, како што кажав дека е еден од најразвиените региони. Не, еден најразвиен. Најразвиен во Македонија. Па би морала да ве прашам кои се најважните компоненти во рамки на искористување на потенцијалите на општината за регионален развој. Како што кажа колешката претходно, ако внимателно ја слушав, Скопскиот плански регион е најразвиен плански регион, има 17 општини, од кои 10 се во рамките на градот Скопје. Општина Илинден е дел од Скопскиот плански регион, но е надвор од градот Скопје. И како така, да речеме, се аплицира во однос на проектите засебно, како посебна општина секоја. Во рамките на нашите апликации во Скопскиот плански регион, Илинден има добиено за изградба на патна инфраструктура на патот Хиподром Маџари Илинден. Воедно имаме соработка, меѓународна соработка прекогранична со Србија, со општина Врање за изработка на која уште во апликација за изработка на парк, за поставување на урбана опрема, но како компоненти затоа што Скопскиот плански регион како таков е најголем, најразвиен, тоа го кажуваат и податоците со кои располага, односно со кои се горде Скопскиот плански регион. Иначе, имено од близу 50% од бруто домашниот производ во државата се формира овдека во овој Скопски плански регион, воедно како таков економската активност овдека е најразвиена. А за тоа има и предност, како компонента што ме прашавте, е тоа што дека општина Илинден има предност што се наоѓа до главниот град на државата. Стратешки е најдобро поставена општина во државата, имајќи во предвид дека два коридора се вклопуваат во општина Илинден, коридор паневропски коридори, коридор Оросол, коридор 10, железничка пруга поминува низ општината Илинден, воено и самиот аеродром, меѓународниот аеродром Скопје се наоѓа на територија на општина Илинден, и сето тоа придонесува да општина Илинден биде економски атрактивна општина за инвестиции во неја. Одлични можности и огромен потенцијал за развој. А општина Илинден е само мал дел од Скопскиот плански регион. Ако Скопскиот плански регион во километри зафаќа отприлика 1812 километри, општина Илинден учествува со 106 километри квадратни како дел од својата територија која е во рамките на Скопскиот плански регион. И покрај оваа економска самостојност која што ја имате благодарение на потенцијалот со кој што располага општината, важна е и поддршката на надлежните институции, државата, но и потребни се секако доволно финансиски средства за реализирање на проекти клучни за развој на општината. Како ги обезбедувате? Кажавте дел од тоа. Така, грото Илинден обезбедува сопствени средства, иако не ни се непознати апликациите за сите тие кај што можеме да добиеме средства за поддршка, дали се за поддршка во животната средина. Еве сега имаме аплицирано, имаме добиено проект за социјална услуга со Министерството за труд и за демографија и млади, како што ја споменав, меѓуграничната соработка со Србија, со Врање, кај што ќе биде исто така за изградба на соодветен парк. Морам тука да напоменам и поддршката од владата, поготово од првиот повик, каде што општина Илинден аплицира се со 4 проекти, сите 4 се одобрени. Можам да истакнам дека еден е целосно завршен, а тоа улица од должина од 550 метри, каде што има и направено соодветно одведување на водите, воено има и пешачка патека изградено, а 3 се во фаза на реализација. Значи не е тоа дека ќе отпочне, него се во фаза на реализација. Тоа е улица со мост во населеното место, јака фекална канализација, зашто зборевме за заштита на животната средина во Кадино, и патот помеѓу двете села Бујковци и Мршеци, кој е во отпочнување на градежни работи.
Освен на делот што значи урбанизација и инфраструктура, мораме да истакнеме дека околу 70% од земјиштето во општина Илинден е земјоделски обработливо, претежно со житни култури, барем јас таа информација ја имам, а на територијата на општината се наоѓаат и важни индустријско-стопански објекти и слободната економска зона Бунарџик. На што сте фокусирани во насока на искористување на овие можности? Така се. На територија на општина Илинден се наоѓаат двете најголеми технолошки индустријски развојни зони, ТИР-1 и ТИР-2. Но покрај тоа општина Илинден располага и со своји локални економски развојни зони, каде што одредени деловни субјекти ги вршат своите производствени дејности. Општината ги обслужува во аспект на комуналниот успех, давање на комунални услуги, како и соодветна изработка на патна инфраструктура. Сега, ние тука работиме за проекти за проширување, реконструкција на патната инфраструктура, проширување, реконструкција на мостови, потребни за да се зголеми таа економска активност. Во однос на земјоделското земјиште, за кој што говоревме, да, Илинден е пред се рурална општина и има многу голема плодна почва. Од тој аспект, во изминатиот период од општината се организираше едно советување за лицата кои се земјоделци, кои сакат да ги заштитат своите родови, бидејќи тоа им ќе треба понатаму во постапката да не бидат само на терет дека на државата да треба да се исплати некоја оштета, него да знаат и како да ги осигураат своите плодови. И секоја година, така беше и оваа година, се организира од страна на општината во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна, се земаат мостри, посебно од посебни површини од различни места од општината, и со тие мостри се прави анализа на земјиштето за тоа кој дел од општината е што е погоден за што да расте. Кај ќе добиеме најголем принос. И сето тоа е јавно достапно и на нашата веб страна на општината и е достапно на сите земјоделци доколку сакаат некој да сади одредена култура кој ќе има најголем принос. Иако мораме да констатираме дека бројот на луѓе кои што на жители во општина Илинден кои што се занимаваат со земјоделство се намалува, но сепак ете вие како локална самоуправа барем давате дел од придонесот за тие кои што сепак се занимаваат со земјоделство да им овозможите соодветни услови. Така, за жал така се намалува, ама се надеваме дека и со ова ќе поттикнеме да речеме да сите тие што сакаат да почнат со производство да знаат на кое производство да се насочат. Да не ја запоставиме дамата, но ајде ќе дадеме влез за она што е следно во нашиот разговор, кога говориме за финансиски стабилна општина и локален економски развој. Ќе го најавиме случувањето, всушност станува збор прв ваков саем во нашава земја за локален економски развој Илинден Експо, кој што ќе се одржи на 26 и 27 јуни. Зашто станува збор? Ајде ќе ни кажете малку подетално. Може да дам подветата колешката да каже за што ќе биде, како ќе биде, што работилници се одржат, поаѓајќи од Законот за локална самоуправа, каде што една надлежностите на општината е локален економски развој, поддршка на мали и средни предпријатија, вид на економска стратегија за како да се зголеми економската активност во општината. Општина Илинден склучи меморандум за соработка со ПАН-ЕФСКО за организирање на прв регионален саем за економски развој во општина Илинден. Во рамките на таа организација општина Илинден се обврза дека ќе отстапи простор, во овој случај тоа е спортската сала Гоце Делчев, во и околу спортската сала Гоце Делчев, каде што сите комунални услуги од ладење, електрична енергија, вода, струја, сите тие ќе бидат очистување комунален смет, сите тие ќе бидат покриени од страна на општината, а воедно за возврат тоа исто така ќе направиме една вид на наша себе промоција, вклучено и ова мојот гостување тука е насочено на промоција на настанот. Така да во однос на тој дел. Да, Фимка, вие како организатор на настанот, што би се рекло, имате одврзани раце и секако имате идеја како да го организирате настанот, што се ќе се случува и за оние кои што ќе бидат дел од учесниците, но и за оние кои што ќе бидат посетители. Ајде да ги кажеме деталите. Да, секако, значи пред се станува збор за експо, односно еден вид на саем, каде што кој што всушност представува дека одредени фирми и институции, нели, може да се представат со свој производ, со своји иновации,
да понудат услуги и така натаму. Значи не е битно од каков вид се тие производи и услуги, но нели, значи не мора само да е технологија во прашање, така да е пошироко опфатен ова представувањето на компаниите. Мене ме интересира колкав е интересот за представување. Па досега јас можам да кажам дека имаме уште 20% слободен простор. Постојано се пријавува некој, денес имавме веќе 3 нови изложувачи кои што се пријавуваат. Самиот настан ќе биде распореден внатре во салата еден дел, значи тој ќе биде класичен саемски изложбен дел, а на паркингот, претпоставувам тоа е пред салата, ќе има друг дел кој што ќе биде повеќе забавен и ќе трае подолго во вечерта. Значи самиот внатрешен дел од саемот е од 10 часот до 18 часот во деновите 26 и 27 јуни, а надворешниот дел ќе продолжи до околу 11 часот со забавна програма, со диџеи, со настапи на музики. Во рамките на самиот саем има 2 бини, едната се наоѓа внатре, едната надвор. Во внатрешната компаниите кои што ќе заземат учество како изложувачи ќе може да си ги презентираат своите производи, може да некоја иновација да презентираат, може ќе вклучат некоја наградна игра за посетителите. А додека надворешниот дел, односно бината, ќе има забавен карактер и ќе има еден поставен електронски бик околу кој што ќе се одвива наградна игра. Мислам, сте виделе таков на филмовите, сигурно. Одлична можност дека покрај делот за изложување и представување, нели, на сите оние фирми кои што ќе се представуваат на овој саем, одлична можност за посетителите да уживаат нели во забавниот дел. Има малку и забавен карактер, да, апсолутно. Значи се очекува, значи во тие попладневни часови да има убава музичка програма и секако од локалните производители на квалитетно месо да извадат скара, пијалоци и слично. Ја добивте поддршката од општината, ама она што е најважно, а се однесува на општината при организирање на вакви настани, секако е придобивките и значењето на овој саем за општината. Ќе кажете вие, а потоа од аспект на организаторот ќе слушнеме. Да, значи јавниот интерес кој е во организирање на овој ваков настан е тоа дека ова ќе биде вид на платформа за вмрежување. Компании од Илинден или компании надвор од општината Илинден ќе може да ги представат своите производи и услуги. Тоа значи дека сите кои ќе бидат на тој саем, кај што ќе може да разменат искуства меѓу себе, може да бидат подобни и за едните фирми и за фирмите кои се учествуваат на саемот и фирмите кои се посетители како на саем. Во делот начин на вработувањето, листата ќе може да видат, да се запознаат со производствените процеси на фирмите, како го вршат, што кадар бараат, бидејќи потребата од кадар е исто така активен. Со организирање ваков настан, општината потврдува својот имидж за економски иновативна општина која го разбира барањето на економските оператори кои действуваат на територија на општинината, за да може да имаат представа до поголема, поширока публика. Општината е задолжена исто така да го промовира овој настан меѓу своите жители, така да ги повикувам сите на 26 и 7 да дојдат да го поседат настанот, бидејќи мислам дека лоша работа тоа не може да произведе, дека може само да биде позитивно. Како и за млади лица кои бараат работа, како и за фирми кои сакаат да ги пласираат своите производи, односно кои сакаат да се покажат пред пошироката публика. Тука и тој регионален развој што разговаравме меѓу општинската соработка, зашто тоа што фирмите од други општини ќе може да склучат нормално договори доколку имаат интерес инвестиции во општина Илинден. На општината Илинден и општинската администрација предводена од градоначалникот Алесандар Гагиевски стои на располагање нормално со сите своји капацитети како да го лесниме пристапот до подобра и по-развиена економски општина Илинден. Многу позитивни аспекти во рамки на организирање на ваквите настани, на овој саем кажавте ви и потврдивте, но и голема одговорност за организацијскиот дел како организатори. Па би сакала ви од ваша страна да кажете какво е значењето на организирањето на ваквите саеми и на локално и регионално, но можеме да одиме пошироко на светско ниво. Па да, апсолутно, мислам сега, нели, тие што се сеќаваат, порано постоеше Скопски саем. Така, да. Секогаш беше, мислам, сите настани што ги организираа, но тоа беа тематски саеми, но сите секогаш биле полни.
Значи, апсолутно, господинот нели кажа, значи, тоа не е само локален бенефит. Значи, тоа е апсолутно може да биде и регионален и пошироко. Јас, колку што бидејќи ги следев сега медиумите и објавував постови во врска со Експо Илинден, нели? Пред неполни месец дена заврши Експо Осака. Значи, тоа беше светски спектакл. Така. Да, значи таму, значи не е поентата само нели да се излезе и еве јас ова го произведувам, туку самите изложувачи нели нудат работа, бараат соодветен кадар за вработување, излегуваат со некоја иновација, некој нов пронајдок нели кој што може да биде бенефит на светско ниво, не само во Македонија, така да тоа не е мала работа. Успешни светски примери за организирање на настани, еве конкретно сајмов, се одлична можност да се применат и кај нас, па еве ова нека биде еден поттик и за другите општини да се огледаат на општина Илинден и да реализираат, организираат вакви сајми со кои што всушност ќе се представат тие и локалните фирми кои што функционираат во градовите и општините. Така, јас се согласувам со вас, само за мала еден вид на евена бројка кон настанот, само општина Илинден на своја територија има близу 800 субјекти, деловни кои се со седиште на територија на Илинден. Не ги рачунам тие фирми кои работат на територија на Илинден, кои имаат подружници. Значи Илинден работи максимално се труди во делот на економскиот развој, а истовремено не го заборава и хуманото живење. Поготово сега со новата администрација се гледа да не се прават само деловни објекти, односно објекти кои се нормално таа ќе биде незагадувачка индустрија, лесна незагадувачка индустрија, ама да се има во предвид да речеме местата каде што е населено место да се избегнат тие тешки товарни возила, да се направи да соодветно сообраќајно решение за да како може повеќе да се намали метежот. Како што реков на почетокот, локалните индустријски зони кои што ги има Илинден некои се стаени во меѓунаселено место и тоа представува проблем. Али во иднина се гледа да речеме да се најде соодветно место на такви индустријски зони. Каде што ќе бидат директно искачат на автопат, нема да се движат низ населено место, да се намали метежот и нормално тоа ќе се подобри комуналната инфраструктура со тоа, бидејќи не е исто тешки камиони да возат и лесни возила. Пимка, постојано говориме дека имаме многу можности, имаме многу потенцијали со кои што можеме да се унапредиме и да си ги подобриме условите за живот овде во нашата држава, но и воедно да се представиме на светот и да примениме светски примери за функционирање овде во Македонија. Можеме ли да го следиме тој европски или светски тренд? Па сега вие мене ме прашувате како личност или? И како личност, но и организатор на слични настани. Видете, значи мене мислам моје мислење е дека се е возможно ако има ред и дисциплина. Така. Мислам толку нема. Едноставно кажано и навистина е така, да. Ако некој нешто сака да оствари, да направи, да се потруди да го направи, секако дека ќе го направи. Ви оставам простор уште да упатите порака до гледачите и до не само жителите на општина Илинден и сите кои што сакаат да го посетат овој саем. Апсолутно, саемот е отворен за сите добронамерни граѓани, не само жители на општината Илинден кои ќе сакаат да го посетат, едноставно како што кажа и колешката дека ќе има и некој забавен дел, бизнисмените кои имаат фирми да разменат информации со останати бизнисмени, може да се случат некои договори за некоја идна економска соработка, така да мислам дека ќе вреди да се посети вако сајм. Се надеваме, пошто ова бидејќи е прв, доколку ги даде резултатите и очекувањата кои ги имаме ние како општинска администрација и како организатори на овој сајм, здравје до година може ќе биде поголем и поуспешен. Се надевам дека организаторите ќе потврдат довербата и секако која ќе биде вашата покана како организатори. Па да, се согласувам потполно. Значи мислам дека не е настан кој што треба да биде само локален за општина Илинден. Значи добре дојдени се сите жители од Македонија, од Скопје. Слободно може да дојдат, да видат која е понудата, секако бизнисите нели што се во градот и пошироко, и тука е нормално забавниот дел кој што на секој ќе му годи. Благодарам многу за гостувањето и ви посакувам успешно прво издание на Илинден Експо. Благодарам и на вас. Продолжуваме понатаму.